Повисоки плати до септември или јавното здравство ќе колабира. Здравствените работници се на работно трпение. Прашуваат до кога власта ќе ги матка, за да го добијат ветеното и заслуженото покачување на платите. Прагот на толеранција им е до 1 септември. Ако не им се согласат платите на лекарите и останатите здравствени работници до тогаш, белите мантили излегуваат на улица. Освен тоа, се закануваат и со над 1000 тужби до Фондот за здравствено осигурување. Ова се главните пораки од синдикатот на клиничкиот, каде велат дека политиката се обидува да вмеша прсти во синдикалните здружувања за да ги раздели однатре. Ама тие се децидни дека нема да отстапат од нивните барања. После 1 септември ќе почнеме и со тужбите и со протести. Значи тоа треба да им биде јасно. Ние немаме против 10%, К15, све тоа за поздравување. Меѓутоа, ние во програма на владата беше 10% годишно пишано за време на пандемија, значи ја донесла таа програма. Ние досега имаме 10% само добиено за овие 5 години. Новоформираниот докторски одбор Хипократ, каде за кратко време се вклучија многу еминентни имиња од докторската фила, му даде поддршка на синдикатот на клинички, од каде велат дека само заедно сплотени се посилни. Меѓутоа, ако коефициентот на лекари на судија секаде во Европа е некаде, еве конкретно на професор на клинички, кој што работи во клинички центар, ако е секаде 1:1,20 во корист на универзитетските професори, кај нас барем нека биде 1:1, а не како што е сега 2:1 во корист на судиите. Ако се најдоа пари за судиите, би требало да се најдат и за функционерите секако, би требало да се најдат пари и за здравство. Здравствените синдикалци, освен повисоки плати, бараат и обединување на клиничкиот центар, што поскоро. Со тоа би се заштедиле над €1.000.000 годишно, укинување на приватните специализации, но и решавање на статусот на сите ангажирани со договор на дело подолг од 6 месеци.